Георги од Македонско еколошко друштво работен на проект кој што веќе 7-8 години има за иницијатива прогласување на Јабланица за национален парк. Јас ќе дадам мал поглед во целата иницијатива за прогласување на Јабланица за национален парк, односно заштитено подрачје, и ќе имам една многу мала презентација, воведна, која што увидов дека имам потреба да кажам некои работи зошто треба да штитиме природата и зошто треба да ги штитиме езерата во каква состојба се тие, затоа што најзасегнато како населено место Подгорци го има проблемот со водоснабдување од Подгоречкото езеро. Неколку моменти околу тоа каква била состојбата, каква е сега, кај сакаме во иднина да го видиме езерото. Понатаму презентација од текомниот проект и резултатите кои што произлегува од неколку студии кои што ги направија врвни експерти од нивната област за истражување на водите, на шумите во Македонија. Ќе има Ивана и после Иване професор доктор Цветанка Поповска е овде со нас. Таа е експерт за води, за водотеците, која што ќе ни каже за алтернативното водоснабдување, за состојбата на водотеците, и на крај ќе имаме дискусија на која што ќе може секој од вас да го дискутира на се она што било кажано претходно, да даде некој своје мислење, да предложи некое решение за проблемите кои што го засегаат целото и населението. Водоснабдувањето е многу битна работа и ќе види проблем во иднина со климатските промени. На крајот има еден коктел на кој што се надам ќе останеме сите и ќе можеме дури послободно да продискутираме, затоа што сите овие ваши мислења од дискусијата ќе бидат снимени и влезени во записник, кои што во крајниот резултат од проектот ќе бидат важни како размислување на локалното население, она што сака, што го мачи, какви потреби има. И плюс ние во дискусија со вас ќе имаме многу по-добри информации кои се вашите потреби и на што да обрнеме внимание во едните планови за управување, посебни речни или со води или со природата, во идното заштитено подрачје Јабланица. Тоа е воведот во програмата. Како што реков, минатиот пат бев заедно со Решет и со Шабан, кој што не го гледам овде, се најдам ќе дое. Бевме поканети од нели, од Решет и од Шабан, од Тишкинец, еколошката организација, да ги посетиме капацитетите на друштвото, капацитетите на овој стамбен објект и отидовме горе на Подгоречки бачила и на самото Подгоречко езеро, кое што, барем за мене, е едно од најубавите и најголемо на планината Јабланица. Си поминавме убаво тој ден, но заедно со Решет, кога заобиколувавме езерото, констатиравме дека езерото, како што е во моментот, не е баш во завидна состојба. Прво сакам да ви кажам кој е улогата на Македонско еколошко друштво во целава работа. Македонско еколошко друштво веќе 7 години тука активно, ако не и повеќе, работи на зачувување на планината Јабланица со наша иницијатива, која што беше претворена во документи, поднесена до Министерство за екологија, за жал не најде на разбирање од таму. Значи, нашата цел да се сочува природното богатство на Јабланица, да се сопре уништувањето и узурпирањето на природните богатства, со цел да се сочуват за идните поколенија, а и со цел да се зачуват некои од ретките ендемични видови кои што ги има само овде и никаде друго место. Затоа што Јабланица има многу специфична местоположба, во подножјето има медитеранско влијание кој што доаѓа по течението на реката Дрим, а на поголемите надморски висини има алпска клима, заради надморската висина, и има разнолика и мозаична вегетација. И дури и самата геологија е многу интересна и условила да постојат на ретки видови.
Локалното население знае дел од тие видови, ги користи као лековите растенија, ги користи за во исхраната или за рекреација користи планината, но тие што не знаат, тие што имат некој други интерес, рапидно уништуваат планината, не внимавајќи, и затоа нас не засегна тоа дека јабланица треба да биде заштитена, заради тоа што има зошто тоа треба да е така, но за жал се уште нема никаква политичка волја тоа да се случи. Јас на кратко многу ќе ви кажам зошто ни е важно да ја сочуваме јабланица и природата општо. Направив една многу едноставна презентација, може би малце смешно ќе ви делува, извинете, ако е така. Ова е народот, општо народот, секаде било каде, кој што си има некои визии, си има замислено, си има поставено добробит, значи да живее во некој иднина која што ќе има неограничен пристап до ресурси, до информации, или со цел подобар стандард, но за жал тоа е не толку лесно остварливо и на едната страна, на другата страна ги има сите негови работи кои што за жал се почесто се присутни, се случуваат, тоа се глад, војни, болести, поплави, сиромаштија и суша. Значи човекот, сакајќи да направи некој прогрес, за жал ќе мора да се соочи со овие неубави појави. Природата може да се замислиме како еден зид кој што ќе одделува луѓето од сите овие работи. Че природата е она која што не штити нас од неповолните работи. Ние што правиме? Ние уништуваме рапидно природата со цел поголем прогрес. А природата се состои од мали елементи кои што се може да ги замислиме како група на видови или како поединечни видови. Ева само неколку стави. Значи, секоја вид или секој елемент си е по една, да речеме, цигла. Почва, лицура, птици, воздух, волк, реки, пештери, значи се тоа цигли во тој зид. Ние, уништувајќи и птиците, вадиме една цигла од зидот. Уништувајќи ги реките, вадиме една цигла од зидот. По полека овој зид се руши. Ако се сруши зидот, ние ги бидеме без заштита од сите овие непогоди. Буквално ќе ни дојдат пред врата сите тие работи и ќе бидеме немоќни да се одбраниме. Сведоци сме на големи промени климатски. Од поплави не може да се одбрани, од суши не може да се одбрани. Или одбраната од нив кошта многу пари, ќе осиромаштееме. Дори се браниме ние од едно зло, ќе ни дојде друго. Затоа здрава и сочувана животна средина значи задоволни луѓе кои што секогаш ќе бидат еден чекор напред и ќе имат многу посигурна иднина. Затоа ова го објаснав на студенти во Албанија, беа многу заинтересирани за заштита на животната средина и ова им беше од корист. Се надам и вас ќе ви биде ова кратко објаснување со неколку фотографии од корист. Знаете дека природата е единствената наша одбрана од сите негови работи што стојат од другата страна на зидот. И сега малце за езерото. Глацијалните езера, да не должам како се формираат, за наша голема среќа имаме 4 на планината Јабланица или 4 поголеми постојани. Во минатото имало може би повеќе, со тектонските промени нови се формираат, старите се исушуваат, како и да е. Предпоставуваме дека првите овие езера кои што ги има сега на Јабланица се формирале пред 15.000 години, односно после топењето на глечерите кои што ги имало на Јабланица. Тоа се огромни ледени блокови кои што се стопиле и со нивното движење отвориле површини кај што се собирала водата, доздола имаме нека силикатна подлога или непропустливо тло, не може водата да тонира низ нив и тука се собира и така се создава глацијално езеро кој што или има извор, како што е Погоречкото езеро, или нема извор, како што е Певчанското езеро и се собира од врнежи водата, дали од снег или од дожд. Сите терестрични или копнени водотеци си имат свој животен век. Како што реков, од формирањето до некоја блиска иднина, од прилика 15.000 години поминати.
но езерата пополека стаја. И за 15.000 години од Горечко езеро сигурно било можеби 3 метра длабоко, 5 метра длабоко, но полека тоа му се крева дното. Како што е нова слика прикажано, како што се крева дното, волуменот на вода кој што останува во езерото се намалува. А како се намалува волуменот во езерото, така сите оние штетни материи или органски материи кои што влегуваат во езерото, а влегуваат се јамко рибено е, се фрла ѓубре, или она што се распаѓа само од себе во езерото, од тревите, од животните, се таложи и создава еутрофикација. Ние со нашите неповолни влијанија, кои што предпоставам дека езерото до пред 30 години било во природна форма, че како што си го создал Господ, така. Од пред 30 години се почнати поголеми притисоци врз езерото. Проширување, раскопување, одводнување и така натаму. Во овој стадиум многу брзо е дојде. Значи, ако му требало 15.000 години да дојде до некој си, да речеме, поприлично природен стадиум, кој што го знаеме, ние за 30 години го имаме оставено езерото многу брзо. По природен пат, сите езера ќе се претворат во затворени тревници. Во отворени тревници, извинете. Овде има и дрвје, затоа што е во некој равничарско место. Но на алоски пасишта тоа ќе се претвори во пасишта на таа надморска висина. Неминовно е. И низ него претпоставам затоа што изворите ќе бидат активни, ќе тече некој поточи, ќе меандрира. Ова може многу брзо да се случи. Температурни податоци и од наши искуства ова може да се случи за 10 до 15 години, ако не се сопрат штетните, неповратни влијанија кои што се случуваат во момент. А тоа најчесто се случува заради одводнување. Се помалку вода присутна, дното се крева, се концентрира органската материја, дел од видовите изумруваат. Ќе ви покажам на слики после. Веќе има многу вегетација околу езерото, тоа е на некој начин како загадено, тоа не е загадено, ама делува затворено. Што значи дека ние го забрзавме природниот процес неколкократно, ако поделиме 15.000 со 30 колку го испадне? 500. Значи 500 пати не забрзан процесот во последните 30 години. Затоа мора многу внимателно да размислуваме кои ќе бидат нашите постапки врз животната средина, врз природата на јабланица и врз езерата. Затоа што едно од најголемите обележја на Подгорци и на околината е Подгоречко езеро. Ако ние Подгоречко езеро го изгубиме за 15 години, не знам после Подгорци со што ќе се идентификува однос на природа. Истото се случува и со Лабунишките езера. И нив ова судбина ги чека. И таму се прокопани канали и ќе се случи нешто многу слично. Ова што го кажав се, не е со цел некога да офинам или да ставам на тапет. Го кажувам како човек кој што се грижи за природата на јабланица, затоа што знам колку е убаво горе и колку мора да се заштити овој дел од прекумерно искористување или уништување. Тоа е се што сакав јас да ви кажам, понатаму ќе продолжат со презентации со резултатите Ивана. Секакви прашања што ќе имате од професионален аспект, од експертски, ако јас не можам да ви ги одговорам, ќе ги поставиме до експертите за биодиверзитет, професор Левков и професор Валентина. Се надам дека тие ќе можат да ви одговорат или по мейл или на некоја следна презентација која ќе бидат тие тука да повикаме директно да ви ги постават. Јас сум Ивана, го водам овој проект. Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица. Фала на сите што дојдовте и што ми испочитувавте.
предизвичувате нашето друштво. Проектот веќе повеќе од година време, каде што ние во текот на минатото лето собиравме податоци, одевме на терен, понатаму се анализираа материјалите и излегува во вид на извештај, каде што тие извештаи понатаму ќе ви кажам и ги направивме во синтезен извештај на оние на кои што им испратив мејл, им го испратив и синтезниот извештај, како вие секогаш би имале увид што е сработено, како е сработено, до каде е состојбата и може би тој документ понатаму ќе можете да го искористите за некоја иницијатива. Целите на проектот, краткорочни и долгорочни, треба да се идентификуваат заканите по глацијалните езера, блатата и изворите на планината Јабланица, како едни битни станишта кои што треба да бидат заштитени и како да ги заштитиме, но и како да овозможиме на луѓето алтернативен начин за водоснабдување. Долгорочните цели се соодветна заштита според директивата за води и оние податоци кои што сме ги добиле да се искористат понатаму за прогласување, за иницијативата за прогласување на Јабланица за национален парк. Значи, полето на истражување ни беа водните тела, каде што имавме експерти кои што ја опфатија оваа тематика од биолошки аспект и од хидроинженерски аспект. Понатаму шумите ни беа исто целна истражување за да ја видиме состојбата на шумите и како тие се управуваат, особено рипаристските шуми, кои што се под голема закана на Јабланица, кои се растителни и животински видови кои што се важни за регионот и по кои што регионот се идентификува и кои се препораките за алтернативни начини за водоснабдување. Методологијата по која што работевме, како што веќе спомнав, значи бевме на терен каде што се земени анализи од езерата, од блатата и по големите водотоци. Тоа се анализи на алгалните популации и на макроинвerte братните животни. Понатаму за шумите беа анализирани, се гледа како, до кој степен е, како е нивното управување, дали се уништени, што се најголемите закани по шумите и видовите кои што се значајни за планината. Заканите што ние утврдивме како закани, иако нема да одам многу во резултатите, бидејќи ова е прва работилница, ќе следат сите сегменти кои што ни беа опфатени, соодветно експертите ќе дојдат и ќе ги презентираат своите делови. Јас само накратко и сублимарно ќе ви кажам, ќе начнам темата, значи за Вевчанското езеро, кое што вака изгледа дека е во најдобра хидролошка и еколошка состојба. Закана по него е еутрофикацијата од локалните бачила. Понатаму за Подгоречкото езеро, прокопаните канали, изградената брана, која што сериозно ја нарушува хидролошката состојба на езерото. И исто така закани по водните тела се цврстиот комунален и отпаден смет, кој што е како резултат на малите хидроцентрали, но исто така и од луѓето кои што оставаат цврст смет позади себе. Еколошкиот и хидролошкиот статус го даваат вкупниот статус на водите. За еколошкиот статус повеќе ќе збори професорот доктор Златко Левков и професорката Валентина. Јас само ќе ви кажам дека 30 точки беа анализирани. Направивме карта согласно статусот на водите кој што се испитуваше по еколошки параметри. И интересно што беше како заклучок кој што можевме да го донесеме е дека во горниот тек водите дека еколошкиот статус им е се уште добар, но како се оди кон населените места во средниот веќе статусот се влошува, за како што се оди кон крајот реките да бидат со неповолен еколошки статус. А за хидролошкиот статус понатаму ќе ви каже професорката која што ќе има своја презентација. Во однос на шумите како ресурс на Јабланица, идентификувано како закана
е илегалната сеча и чистата сеча на планината, кој што во голема мера се практикува. И што исто е многу битно, а последните години се практикува е несоодветното пошумување, односно влажните станишта, блатата се пошумуваат, а со тоа ги губиме влажните станишта и блатата како хабитат кој што е многу важен и кој што треба да се одржи во иднина, бидејќи поддржува растителни и животински видови кои што се адаптирани само на овој вид на станишта. Значи, ова на Јабланица се случува и е многу сериозна тема за која што би требало да се разговари, да се земе предвид. Повеќе за шумите во следна презентација, подетално кога професорот Никол Човелковски ќе одржи свое гледиште на овој проблем, и конкретно на целата состојба на шумите на планината. Сите експертски извештаи што беа собрани, тоа беше за алгалните популации, за макроинвертебратите, за состојбата со шумите, за биомасата, колкав е потенцијалот, колкава е ерозијата и за хидролошкиот режим на реките и на езерата. Значи, сите овие одделни извештаи се сублимирани во еден синтезен извештај, кој што ви кажам дека ви го пратив на некој од овие на мејл и кој е заинтересиран можам да му го препратам понатаму за да може да се информира, а сите сегменти ќе бидат одделно опфатени на повеќе работилници. Ова е прирачникот кој што го направивме за одржливо стопанисување со шумите на планината Јабланица. Денес немам примерот, бидејќи е напечатење, оваа недела би требало да биде готов. Е интересен прирачник кој што до сега мислам дека не е направен за Јабланица, за шумите, за да се види нивната состојба, како понатаму може да се преземат мерки, во која насока би требало да оди стопанисувањето за да се подобри состојбата. И е преведен и на англиски и на албански. Мислам дека е интересен документ, што понатаму ќе ви го рафалам на некои од следните работилници, мислам дека би служал за воиднина. И како уште еден аутпут на овој проект беше тоа што е идентификуван нов вид на полжавче, близу до Беличка река, досега познат за Македонија и за Албанија бил видот Бутинела дримика, а сега ние имаме и нов вид откриен за Беличка река, така што сме особено горди и секогаш вакви нови откритија и напотикнуваат и понатаму да истражуваме и да се бориме, да го заштитиме овој предмет како нешто особено важно за локалното население, но и општо за територијата на цела Македонија. Толку беше мојата презентација. Само сакам да ви кажам што отприлика е сработено и како понатаму би течеле овие неколку работилници во иднина кои што би се спровеле на различни локации во овој регион. Содржина на целиот проект во глобала. Ќе бидам пократична од аспект што ќе продискутираме малку како потребата за вода, за природата и особено за нас, жителите на овие планински села, во близина на главните езера, да си го решите малку посистематски или, што би рекло, без последици по природата и без последици по немање на вода или недоволна количина на вода во летните периоди или во периоди кога сме во еден хидроложки сушен период. А таквите хидроложки сушни периоди, веројатно и на вас како обични граѓани или жители на оваа природна удавина, ви е јасно дека се случуваат циклично. Може да траат подолго некој пат, може да траат пократко, ама
дефинитивно сме во една амплитуда на појава на сушни, влажни или на некакви просечни хидровошки појави. Кога ќе речеме хидрологија, мислиме повеќе на наука која што се занимава со водите. Значи ги мерат водите, ги оценуваат водите, ги проценуваат количински, за да може плански понатаму да се користи. Сега ќе речете која е целта на овој дел или овој модул од проектот. Целта на овој дел од проектот е всушност да се предложат некакви алтернативни решенија за водоснабдување. Зашто? Затоа што човекот или вие како жители на овие планински села би требало да имате приоритет за вашите потреби, меѓутоа тоа никако не значи дека треба се околу, нели, па и биодиверзитетот да го уништиме. Зошто немајќи на природата, како што Ѓорѓи претходно ви кажа, фактички вие се соочувате со многу последици, а последиците можат да бидат, веќе ги најави Ѓорѓи, болести, нели, нездрава животна средина, загадена животна средина, а со тоа секако и се намалува и квалитетот на живот. Оттаму, ова е слика која што е малку алармантна, затоа ќе се задржам јас повеќе на состојбите со езерата кои што човекот ги довел во ваква состојба, може би не сакајќи, нели, штедејќи си во квалитетот на својот живот, направил малку штета на природата. Што не мора да значи дека она што ќе го говориме денес, дека треба да престанеме да ги користиме глацијалните езера. Не, глацијалните езера секаде во светот се користат, ама плански, со одредени мерки, со одредено наблюдување и со одреден режим на искористување на езерата. Оној период кога нема доволно езерото да ви даде вода за пиење, кога нема да има вода ниту за природата, тогаш се посочуваме кон некакви алтернативни решенија. И се разбира сето тоа во текот на годината е променливо, значи имаме сезони. Во текот на тие сезони не секој пат треба да бидеме посочени да го празниме нели глацијалните езера. Оттаму јас сега ќе ви ги покажам како втор слайд состојбите на 4 глацијални езера. Вие подобро ја знаете, бидејќи живеете во овој регион. Во најдобра состојба е Вевчанското езеро, додека во многу лоша состојба е Подгоречкото езеро и малата и големата Врхунишка Локва, токму заради потребите за вода за пиење и за вода за другите економски сектори, како што е земјоделието и индустријата, за село Врхуниште и за село Подгореци. Фотографите не бараат коментар, затоа што е очигледно дека се езерата испразнени. Колку да ве воведам, нема многу да дискутирам во геолошкиот состав, зошто? Затоа што едно од алтернативните решенија ќе биде поврзано со користење на подземните води. Ова е само краток осврт или извадок од геолошката структура на јабланичкиот масив. Јасно е дека овој дел од јабланица фактички припаѓа во формирани седиментни карпи од глацијално потекло, кои што имаат картерна геолошка структура и спаѓаат во карстни предели, што значи дека се водопропусни и се хранат или се полнат со вода претежно од врнежи, од топење на снег и од дождови. Ова е карта на водопропусност на цела територија на Македонија. Во кругот е издвоен вашиот дел каде што живеете и очигледно е дека овој дел, значи, од геолошки аспект или од хидрогеолошки, поточно речено, не баш не е во регионот каде што има мала водопропусност. Заради карстот предел и геолошките структури сепак има релативно добра водопропусност и регионот на Јабланица спаѓа во средна водопропусност, затоа тоа е светло-синиот период. Тоа значи дека подземјето е сепак пропусливо со вода и прима, значи, доволно количини од атмосферските талази како подземна вода. Ова е уште една карта за ваша информација, кои што се национални документи преземени од стратегијата за води на Република Македонија, од водостопанската основа на Република Македонија, каде што е покажано дека целата територија на Македонија е поделена на 15 водостопански региони, каде што се планира како да се
користат водите за енергетика, за водоснабдување, за индустрија и така натаму. Вашиот регион е 14-ката и според овој регион гледате фактички потреба за водоснабдување имаат овие три поголеми населени места. Тоа се Левчани, надморската висина е во средниот податок, во средната колона, Лагуништа, кој што има најголем број на жители, и Подгорци, кој што е може да се рече на релативно висока надморска висина, заедно со селото Лагуништа, што не значи дека нема алтернативни решенија за користење не само на површински, туку и на подземните води. Ова е исто така стратешки документ. Податоците се базирани на национални важечки документи. Ова е карта на водостопански подрачја, ама со податоци за користење на подземните води. Вашиот водостопански регион или регионот на Јабланица, гледате 14-ката, треба да го гледате, има голем потенцијал на неискористени подземни води. Синото столбче е потенцијалот на подземни води кои што може да се користат. Зеленото столбче покажува колку од расположивите подземни води се искористени, тој процент е многу мал, 0,5%, а розевото столбче покажува зафатеност на површинските води. Имајќи го предвид, кога ќе зборуваме за алтернативните решенија, ќе проговориме какви се тие алтернативни можности за користење на подземните води. Ова се податоци во бројки, она што претходно картата го демонстрираше, дека во Охридско-Струшкиот регион има експлоатациони резерви од околу 5,3 метри кубни во секунда капацитет. Вкупно зафатени подземни води се 0,9 метри кубни во секунда и тоа се референтни податоци измерени за 2005 година, тоа се во водостопанската основа или во стратешките документи стратегијата за води на Република Македонија, а вкупно потребни оценети со референтна година или референтен период до 2020 година врз база на наталитетот или порастот на населението во овие три големи населени места е проценето на 1 метар кубен во секунда. Имајќи го предвид расположивите резерви, гледате од 5,3 метри кубни во секунда и потребите до 2020 година од 1 метар кубен во секунда, тука се отвара голем фронт за потрајно и систематско решавање на водоснабдувањето на населението во овие три поголеми населени места. Кои би биле принципите и практиките за користење на гласилните езера во светски рамки? Значи, малку треба да видиме како во светот тоа се организира. Прво и основно треба да се проучи природниот хидроложки режим. Значи, мора да го мериме дотокот и истекот од гласилните езера. Ако тоа не го правиме, ние немаме податок ни на планирање. Зошто? Кога не планираме, кога не знаеме колку влегува, колку излегува, тешко можеме водостопанска основа да направиме на регионот. Сега тоа не е наша вина, не е вина на локалните населенија, тоа е вина на државата. Значи, локалната самоуправа мора да инсистира, за база на советите од вакви проекти, да се вклучат гласилните езера во системско монитирање или во системско наблюдување и мерење. Понатаму, да се врз основа на тоа мерење или тие податоци, да се направи планирање на користењето на вода. Така, во летните периоди до кај може да се користи езерото, така, во зимските периоди до кај може. Тоа се вика планирање. Понатаму, да се обезбеди биолошкиот минимум на биодиверзитетот и оние стари, би рекле, застарени методи, биолошкиот минимум, најчесто се поистоветуваше со некој процент, некаде околу 10%, од минималните протеци на истеците, значи на реките кои што истекуваат од гласилните езера. Ако такви истеци нема, биолошкиот минимум не можете да го дефинирате, што не е точно. Биолошкиот минимум е потребен и за флората и фауната во самото езеро, за крајбрежјето и заради тоа сега постојат многу различни методологии, швајцарска методологија, белгиска методологија, кои што можат да дефинираат биолошки минимум не само за човекот, туку и за биодиверзитетот во крајбрежјето, за биодиверзитетот низ водно, за биодиверзитетот возводно, така, од гласилните езера да се дефинира сезонски. Нанесе
есен може да се случи да има една потребна количина на вода, на зима друга, на лето трета. Тоа значи методолошки можеме експертски да оцениме која количина или кој биолошки минимум е потребен на секој глацијално езеро. И се разбира, на крај секој проект би требало да предложи мерки за да се спречи, значи, деглацијација. Деглацијација значи да го снема езерото, да не биде веќе глацијално, туку да стане или просушено, или да стане она што Ѓорѓи веќе го затревено, да кажа, обезводнето езеро. Зошто? Зашто се веќе глацијално езеро? Затоа што се храни со топење од снег, така, и со надворешни атмосферски талази. Бидејќи ваквите глацијални езера многу често немаат површински дотек и немаат, најчесто не сите, и немаат површински истек, затоа мораме да внимаваме што влегува преку атмосферските талази и што испарува. Така, зашто ако езерото нема површински истек, тогаш испарува слободна вода од површина. Колку е тоа испарување, така се зависи од мониторинг на надворешните метеоролошки појави, а тоа го немаме, не само за овие, туку и за многу други глацијални планински езера не се врши мониторинг на метеоролошките појави. И сега се разбира, ваквите проекти би требале да бидат посочени на управување со природниот ризик. А природниот ризик, вие најдобро го знаете, не треба да ви го објаснувам, а тоа е да го стабилизираме нивото во езерото, конкретно, сега зборуваме се најзагрозеното Подкоречко езеро, за да спречиме прекумерно празнење и за тоа имаме методи. И се разбира да управуваме со планираниот ризик. А планираниот ризик исто така вам е познат, ама веројатно не го практикуваме. А тоа е да го намалиме влијанието врз населението, така, да има вода секој пат, а сепак да биде езерото живо и да биде вода состојба која што ја имало претходно пред да атакува човекот со хаотични или неконтролирани активности. Морам да бидам искрена, јас што ова езеро го мерев или го видов 84-та, 5-та, 86-та како млад асистент заедно со моите професори. И ова што сега го гледам преку овој проект е алармантно. Тогаш што вистина беше вистинско езеро, имаше и површински дотек и површински истек. Сега ова е навистина хаотично. Предпоставувам дека во потрага по вода, така, малку сте работели неплански, или малку повеќе сте работели неплански, меѓутоа не е состојбата таква што не може да се врати назад. Значи може со малку напор да го поправи состојбата. Ова е состојбата за која што изборувам дека алармира, така и понатаму препорака е со овој проект, барем тоа го ставите во проектот, до изградба на овие канализациони системи, да се почитува препораката за соодветна изградба на септичките јами. При секој празење на септичка јама можете и септичките јами да ги рехабилитирате со водонепропусни зидови. Зошто? За да не го загадувате подземјето. Зошто? Затоа што подземјето пак сега ќе ви треба за да го решите алтернативно, потрајно водоснабдување. И се разбира да се воведат практики за собирање, транспорт и управување со цврстиот отпад. Веќе видов веднаш позади оваа зграда дека сепак тоа некако би организирано. Меѓутоа не мора да значи дека во нечiji двор треба да се одлага септичкиот отпад. Тој што управува со цврстиот отпад, дали е тоа некој комунално предпријатие од Струга или од Охрид, не знам, би требало да избеде соодветно место со контейнери, за да не бидат одлагани vrećите со цврст отпад во нечiji двор или уличките. И се разбира она што го говорев на крај, мерење и само мерење. За да може да знаеме колку да користиме, како да користиме, кога да престанеме да го празниме езерото, кога да се посочиме кон некакво друго алтернативно решение. Ова се две слики дека ова е една убава, прекрасна изградена преграда на глацијално езеро во Перу и тоа езеро се монитира со една ваква метеоролошка станица која што мери температура на воздух, влажност на воздух, ветер, врнежи, а на соларен систем.
Оти во тоа време пред 30 години од управата за хидрометеоролошки завод кој што дојдоа со нас да го мериме езерото, непристапно е, нема достап, нема кој да го проверува мерниот уреј што ќе го поставиме ливни граф и ќе биде водомерна летва. Има решение, сега веќе има и пристапен пат, има решение на соларен колектор да се постави метеоролошката станица и тоа не е ваша обврска, не е ваша грижа, ама е ваша болка. Вие треба да барате тоа да се направи, а државата е таа преку организираната мрежа на метеоролошки станици да почне да ги мери езерата. Оти ние морам да ви кажам, барем на интернет она што го видов, ние сме единствена држава која што има околу 1000 глацијални езера, ама не мери ниту едно. Вие да отворите на интернет, на Рила има 6 глацијални езера во Бугарија, веднаш после наша граница, сите езера се мерат. Само наши езера ги нема во листата на глацијални езера, во светската листа на глацијални езера. Зошто? Затоа што никој не ги регистрирал или не направил инвентар и не ги мери. А мерење на едно езеро подразбира да му се мери, нели, секи дневно или ако сакате месечно, провена на водосток, доток, исток, така, да се мери температура на вода, температура на воздух. Со тие податоци пресветуваме испарување, со пресветување на испарување ние можеме да направиме воден биланс. Колку вода останува во секоја различна сезона во езерото и со тоа што знаеме колку вода ќе имаме во езерото, ние ќе знаеме и да направиме каков план за користење на водата. Сега, кој е алтернативното решение? Алтернативното решение е она што најавив на почетокот, дека имаме неискористен воден потенцијал од околу 5,5 метри кубни во секунда, а потребите за овој регион се оценети околу 1 метар кубен во секунда. Значи, алтернативно решение под 1 би било да се навратиме на користење на подземните води. Регионот е карстен, веројатно ќе треба претходно истраги, неколку дупнатини, систем од дупнатини, да се оценат динамичките резерви. Значи, и тоа би требало да се инсистира, зошто користењето на подземните води е најдобро од аспект што е водата најквалитетна, не треба третман дополнителен, само под услов, ако со овие септички јами што сега ги имате и непостоење на канализационен систем и пречистителни станици, не е доста длабоко и загадено подземјето. Меѓутоа, со една истражна путнатина, тоа може да се констатира многу лесно. Оти кога мериме осцилации на ниво на подземни води, ние може да земеме и проба за квалитет на водата од различни длабини и ќе оцениме од која длабина веќе имаме присуство на некакви бактерии од органско потекло, односно од фекално потекло. Меѓутоа, не очекуваме такви податоци, да се надеваме дека таквите истражни работи ќе покажат дека подземните води што некој ги оцени согласно геолошките структури ги има доволна количина, доволна длабина, дека можат и да се користат. Втората алтернативна солуција би била секако селото Подгорци и селото Лабуништа да се вклучат во регионалните водоснабдителни системи. И тоа треба да инсистираме. Зошто да бидете вие, да речем, поставени на страна? Зошто да не бидете вклучени во регионален водоснабдителен систем, како што се вклучени сите и повисоки и пониски села во Прилепскиот регион, се вклучени во регионалниот водоснабдителен систем на Студенчица? Зошто и овие села да не бидат вклучени во Струшкиот и Охридскиот водоснабдителен систем? Сега ќе речете, високо сме поставени бара пумпање. Па нека биде и пумпање. Зошто ние имаме водоснабдителни системи, редовно, повисоките зони во Скопје се пумпаат. Малку повисока цена ќе добиете од комуналните предпријатија по кубик метар потрошена вода, меѓутоа ќе добиете постојано ќе бидете услужени со количина на онаа вода што ви е потребна. Нема да зависите од тоа сезонско осцилирање на нивото во глацијалното езеро. Јас би имала толку, може би бев практична, ама подолго беше, се надевам малку практично, доколку имате прашање тука сум, дали не е наше да го решиме проблемот веднаш,
меѓутоа можеме да советуваме и да ви помогнеме со аргументи, нели, при апликацијата до, нели, оние кои што носат одлуки, а тоа е локалната самоуправа, во соработка со, нели, владата. И се разбира, при изработка на сите овие препорачани проекти, тука сме да ги оцениме, дали се проектите добри, дали се на ниво нели сработени за да бидат одобрени средства и од европските фондови, не само од националните буџети. И се разбира за сето тоа, јас барем се декларирам, за оценка на таквите проекти нема да бара никаква надокнада. Се во интерес на природата и на квалитетот на жителите во Овојански села. Благодарам, немам слайд за благодарам, ама пак ќе ви кажам едно. Ви благодарам на презентери, включително и мене. Благодарам многу на професорката на стручните совети и видувања за состојбата со водите во овој дел од Јабланица. Се надевам и вас ви е сега по-јасно каква е состојбата, кои се алтернативните решенија за водоснабдување. Јас се надам дека професорката со нас ќе остане во иднина на некои проекти, ќе ни треба за совети, за практични решенија, да предлага, но се потекнува од волјата на локалното население. Ако вие имате волја да се смени состојбата, јас мислам дека заеднички, на ниво на местна заедница, на ниво на здруженија, може да се формира иницијатива која што полека, но сигурно со наша помош и со ваша помош ќе мора да се турка низ институциите на овој систем. Работа или не. Мора да турка. Мора. Верувате, мора. Како што ние 10 години не се откажам од иницијативата Јабланица да биде национален парк, и јас лично ви ветувам, дури имам сила во себе, ќе се борам за ова план да биде национален парк, и не само ова, и Шара, и сите што заслужуваат. Мислам дека и вие треба сами да се борите за природата која што ве окружува да остане здрава, за најголемиот кар од тоа да го имате буквално вие. Да не зборам за потенцијалите за рурален туризам, за екотуризам, за здрава животна средина која што треба на следните поколенија состава, на вашите деца. Така да сите овие работи ја прават многу јасна нашата цел. Мора да истуркаме проект за алтернативно водоснабдување не само на Лабуништа и за Подгорци, за цела Јабланица. Па дури и за алтернативно грејење, ако сака. Затоа што дрвото не е единствениот ресурс на кој што може човек да се грее. Така, можеме да се грееме на плин, можеме да се грееме на струја, можеме на што сакаме да се грееме. Али е најлесно не да го одбереме дрвото да се исече шумата. Поред. Ви благодарам за вниманието за сите три презентации. Сега би отворил простор за дискусија. Биве окуражил секој што има нешто ја праша професорката или да каже свое мислење, тоа да го каже сега. Ако можеме ние да одговориме, ќе одговориме, ако не, ќе оставите вие имейл и ќе ви биде одговорено или по имейл или на некој од следните работници кои што го има. Често пати беше споменато Лабуништа во презентациите. Нешто да дознаеме и некоја вистина, значи, што се однесува до проблемот со тие глацијални езера. Вистината е болна, дефинитивно, ама мораме да ја признаеме за да почнеме да речиме на некој начин. Значи, глацијалните езера во Лабуништа, тие познати лабуниски локви, за жал, настрада е за 5 минути. Значи, се случи катаклизма. Тая катаклизма, за жал, ја предизвика луѓе кои ќе се повикат на приказната за Итар Пејо и волната. Значи, кога Итар Пејо им рекол на луѓето од Мариово, скокајте овие волна, ма било магла, си спотепале сите, разбираш? Така и тие луѓе пред 25 години, за жал, во распадот на Југославија, беше тој период кога се формираше Македонија,
мислејќи дека со прокопувањето на тоа глацијално езеро ќе предизвикаат поплави ваму во Лабуништа, го уништија за неполни 5 минути. Значи, се качи горе багер и едноставно го скина, го прокопа тој канал. Последицата е знаеме и ден денеска, значи тоа што Ѓорѓе спомена, вегетациите десно, таа трската, све тоа е последица, значи, на падот на нивото на тоа езеро. Ние 97 година формиравме Сдружение еколошко, значи Ековато Лабуништа, кој 5-6 години функционираше перфектно, речат, многу добро знае. Бевме вклучени во многу меѓународни проекти. За жал, се случи еден феномен, тоа не навлегува, значи изгубивме општината. Со губење на општината изгубивме гранката на која стоевме. Ние како екологисти правуваме, значи некако не навлегувам во политика. Од тој момент, значи еве скоро 18 години, овие глацијални езера нас на екологистите не се рак храна. Пробавме, значи во почетокот и со градоначалникот на мојата општина, Лабуништа. Верувајте, ево, наистина ви кажува, од 2005 година лежат проекти за реставрација на двете локви во општина Струга. Верувајте, значи, знаеш кога се сеќаваат тие политичарите кои ќе дојдат избори? Ам види, ти имаш проекти таму за општина. Толку беа професорка ефтини. 4-5 илјади евра, најголема вредност беше. Значи, ја имам замислено тогаш да направам земјано-насипни брани, колку толку, барем нешто познавам дека колку е висината, да речеме, на бранава, толку ќе треба да биде подложниот дел, со тоа што на крајот сакавме свето да го заштитиме со таа трева, со тие бозија едноставно од две страни, и така природата си го својот дел. Може би сега веќе треба и малку механизација да се уклучи, да го расчисти онај дел, например, кај што е то блатото десно и кај што е трската порастена, која порано ја немаш. За жал, ситуацијата и ден денеска е ваква, значи ни кажува, бе вклучен во еден проект на Институт за трајни заедници и после 5 години дојде директорот на тој институт во Струга, имав интервју од 5 сати, и кога ме праша до каде сте со екологија, реков, не мрднавме ни милиметар од кај што не оставивте. Бидејќи тие вршеја цело време едукација на граѓаните. Јас знам дека сите овие луѓе си ги сакаат овие богатства. Ама видите, значи, од тие што се представници на политичките или на локалните заедници, не знам што господинот Мајер го гледам, значи единствен, све друго се обични граѓани. Тие представниците ги нема. Господине, да ве подржам. Во едно интервју за Дојче Веле исто ме праша, што мислите дали треба да се подиге свеста на населението против климатските промени? Затоа што сме ставени некаде во категорија за пустелија, ќе сме станале до 2050, некој светски ранглиста, да. И ја им одговорив, викам, не свеста на населението, свеста на политичарите прво да почнете да ја подигате, па после спуштете се доле кај населението. Во тој контекст, кога 2002 го завршивме проектот со ИТЕ, беше за квалитет и квантитет на водозабавување, отпадни води, цврст отпад. Ја реков, ние сме многу задоволни невладините организации, али мислам дека вие како програма останете во Македонија уште 4-5 години, едуцирајте ги локалните политичари, градоначалниците и нивните структури, за да можеме да се разбериме. Ние намаса не можеме да седниме да се разбериме со тие луѓе. Да не дискутирам, значи, за жал, така е, остана приказната дука. Кога ме праша директорот што е проблемот, со еден претходен градоначалник, значи, вака приватно имав добри односи. Му викам, како професионалец, многу добро се слагам. Ама ако му се представам дека сум председател на невладина организација, ама сурат не сака да ме види. Затоа што ќе треба пари да му бара, ама некој ќе го бори вата и дури тој градоначалник во еден момент се изјасна дека ги мрази еколошките здруженија. Јавно изјави дека не ги сака.
Значи му се едноставно паразити. Добре, да не дължа много, не престануваме, ама што вели Ѓурѓи Ѓаѓа се бора, и ја се бора 20 години, ама 53 на газов напред, и веќе и нозите не ми одев како што ми оделе пред 10 години. Значи, еден ден и ние старејме и наѓаме на некој начин. Еден деман до професорката, значи, што се однеси до канализацијата, во меѓувреме да знаете дека и Лабуниште и Подгорци проблемот со канализационите води во урбаниот дел го има решен. Значи, надвор од урбаниот дел треба, значи, двата системи да се спојат во некој систем. Колектори треба во пречистителна станица. Ама и тука има други проблеми. Значи, бевме пред 2 години во Струга на презентација во Трим, кај што Проаква кажа дека 2025 година треба да влезат овие места во нивниот регионален колектор, бидејќи капацитетот дел толку. Ама кај одат сега собраните кои? Во Дрин. За жал таму одат. Тој е. Ани во урбаниот дел рековме, Значи немаме... не е решен канализациониот инфраструктура. Немаме септички јами, значи имаме решено проблем со канализација, ама надвор од урбаните средини тука е завршена приказната. Значи, урбаните средини се веќе завршени. А викенд населбата во Лабуниште? Таа не е толку посетена, мислам. Така да имат септички јами луѓето, решен е тој проблем, не оди никаде тој ѓубре. Сега, ова што го споменавте за заедничко вклучување во регионални водоснабдителни системи, мислам дека овде нема потреба, бидејќи ние користиме чиста гравитациона вода. Значи најефтина. Ама не тоа во текот цела година, не ме расправте тогаш. Подгоречко езеро ќе го користите кога има ниво над средно годишно, повеќе годишно. Кога е под нивото, и тогаш ќе ви треба вода. Така, тогаш ќе се вклучите во регионалниот водоснабдител. Зато се основа на четвртиот елемент. Значи Македонија, за жал мораме да признаеме генерално, и ние не сме остатки од тоа дека сме едни од најголемите потрошувачи на природна вода во Европа. Значи, демантирајте ме ако не сум во право. Нерационално да користиме вода. Нормално нерационално. Имаме 0,5 метри кубни по жител, глава жител дневно. Тој е просекот за Македонија, а просекот во Европа е негде 150 литри во секунда, кај што да речеме Франција доминира со околу 90 литри. Нема загуби во системот. Ние имаме по 70% загуби во системот. Враниште кај вас, например, пречистува вода чиста. Зошто? Затоа што колекторот што оди под езеро, фактички на спојките, така, не диктува, така, и фактички наместо фекална вода, во Враниште иде чиста вода, вртат фактички култите без потреба. Сум бил, ето и ја по Европа прошета, видов како се решава. Значи, исто ве демантирам онде, то се официјални податоци, Лабуница и Ишта имат преку 8.000 жители, Подгорци имат 3.500 сигурно. Ама тоа се податоци од 2004 година? Не се ни од 2004, одлажен попис се, ни на работа. Ја ви кажам, ние живееме овде. Не може Лабуништа да имат 5.000 жители, имат 1.400. Господине, не можам ја да ви презентирам податоци. Многу е битно за моето излагање. Не. Ја не можам да презентирам податок што не е национален согласно статистика. Последните податоци што ги имаме се пописот од 2004. Ако имаме понов попис, ќе ги ставиме тие податоци. Сега видите, имаме 0,5 литри, значи овие 0,5 метри кубни вода дневно по жител. Значи моето размислување дека најважната работа за овие простори е да обезбедиме доволно резерварски капацитети. Тоа водоснабдителниот систем ќе го проектира. Ништо друго, затоа што ние во 9 месеци од годинава имаме прелив, огромен прелив на вода од нашите резервоари. Водат пак во реките, во бразни. Значи, Лабуништа, да речеме, имат резерварски капацитет од 700 кубици. Во овие летни месеци, знаете за колку се троши? За 1 сат и пол. Ако имаме ние резерварски капацитет од 2000, 2,5, 3000 кубици,
никогаш нема да Тоа проектот за водоснабдителен систем треба да го покаже. Ама вака ќе го Колку решиме, резерватски простор? нема да останат и многу дилеми после овде, значи во смисол да треба да се вклучуваме на други места. Ама жал ми е мене што повторно представниците што ги има и Четвичот и Оренот не се тука. Значи пак си дебатираме ние меѓу нас, мислам дека се разбираме. Еве ја имам еден прост пример што можам да го презентирам, значи во Лагуниште има еден сточар. Има поставено штала во место кај што капка вода нема. Човекот нема проблеми со вода. Затоа што на кровната конструкција поставил 60 кубни метри базен и користи точно на вода. И значи тој, неговата стока нема никакви проблеми во незиното напојување. Тоа е класичен доказ дека овде сите страдаме од проблемот со резерварски капацитети, за да на крајот дојде она вашено што рековте, контролирано испуштање на водата од Подгоречко езеро. Значи, ако имаме доволен резерварски капацитет, што ќе треба да ги задоволи потребите, таму вентилите може малце да се подзапнат. Веќе ваму ќе има веќе резерва. Значи, ние овде страдаме од недостаток на резерварски капацитети. Овој проблем, ако го решиме, дискусијата за вода ќе биде сосем поинаки. Тој е од мене, да ми Јозеф. Благодарам на советите и излагањето. Ќе биде запишано ово. Прво да се престрам, пошто дојдоа некои други луѓе што пред почетокот на ова наша средба не се запознавме. Јас сум мрежовски мирсат, по професија дипломиран инженер архитект и наку председател на местна самоуправа Подгорец. Како прво од моје лично име и од името на местна самоуправа сакам да го поздравам овој проект кој што е за наше глобално добро тука, што на сите жители што гравитираат околу планината Јабланица. Би се надоврзал дека во тој поглед за прогласување на планината Јабланица неодамна пред месец и пол преку невладина струка бевме ние во Албанија во местото Либраш, каде што за жал за нивна среќа таму е прогласена Јабланица за национален парк и ќе се трудиме и тоа да биде и од нашата страна во рамките на можноста на институциите. Сакам да се насочам на проблемите на Подгоречката локва, Глацијалното езеро. Значи, ние во рамките на нашите можности пред известно време изработивме проект, сигурно пошто сте биле горе на езерото, под езерото имаме дополнителни извори кои што течат, кои што ние ги нарекуваме касап чешме, и да се спроведат тие истите извори преку резервоари во истиот систем, како во сушните периоди од летото не би се користело Глацијалното езеро, би мирувало во тие најтешки периоди што се во годината. Сега тука доаѓаме до оној проблем што го начна и докторот, кој што се надеваме дека ќе го решиме, и ако тоа не биде преку институциите, че ние сами ќе се организираме, значи финансирањето. И тоа ќе биде да после, значи, подигнување на снегот наредната година, пошто ние овој водовод го користиме освен за водоснабдување за пиење, го користиме и за наводнување на Подгоречкото поле. И за прв пат, значи, после долги години имавме проблем ова година. Значи, не можеше да се престигне со резервоарите. И тоа исто се согласувам со господинот Аладин дека треба резервоари дополнителни. Нашиот водовод не е завршен комплетно во она фаза која што сте го проектирале, кој што разговаравме дека сте дел од проектантскиот тим кој што го правил проектот. Значи ни фали трет филтер на водовод кој што неисцрпно ето го бараме преку институциите, имаме проект. Секоја година аплицираме и сега аплицираме за буџетот, дали тој ќе успее да влезе. Ќе видиме, тоа зависи од институциите. Друго што забележав, колекторски систем. Докторе Подгорци, не знам дали сте слушнале, влезе во колекторскиот систем. Физибилити студија е во тек направена, бе од Скопје фирма. Подгорци, Верчани, Октиси, Белица, Велешта се спроведуваат во колекторски систем во Враниште. Не знам зашто Лабуниште ја нема во овој проект. Треба да се поработи на тоа. Понатаму, значи, пред известно време во тој водовод е фрлена риба. Имаме, значи, позитивни работи кои се
донесува со фрлањето на рибата во езерото, има и негативни. Да не се наваќаме на нас. Што понатаму? Значи, ние како местна самоуправа, а се надевам еколошко друштво Тишинец и неколку други невладени организации, сме на располагање како тоа што го прокламиравте вие, професорке, да што понатаму да изработиме некоја физибилити студија, како тоа да го спречиме, значи во тој летен сушен период да не се искористува до под минимумот езерото. Значи стоиме на располагање да тоа го направиме заеднички доколку се има можност. Битно да почне да се мери нивото во езерото и Прва работа, значи мерни единици да се направат. мерна летва да се постави, дефинитивно, пошто има се чистата риба. Мерна летва или лимнегра да се постави, тој кошта 4-5 евра. Да го побарате од швајцарска амбасада, гратис ќе ви го даде. Значи една хидроложка станица. Штом ќе се знае сезонска осцилација на ниво во езерото, повеќе годишна, се разбира, една година, две, ќе се определи некое минимално ниво под кое што треба да престане празнење на езерото. Друга работа што би сакала да праша професорке, браната, значи во вашиот проект исто така е завршена еден дел од сегментот на проектот. Значи предстои уште еден дел за до завршување на браната, каде што ќе спрева се подигне уште тоа ниво и горе ќе има ограда некоја за пешачење. Дали во однос на проектот претходно што сте го правили и сега фактичката ситуација што е во моментов, дали браната е добро да се догради или да се стопира тука? Пошто ја во однос на тоа прашање исто ни бара од министерство, ние проектот да го препуштиме со нова ревизија на проектот од проектантска куќа, за да бараме средства за наредната година да влезе до буџетот. Што мисли до тоа? Надвишување дали треба зависи од тоа колку сте имале прелевање од сегашната брана со оваа висина. Ако сте немале прелевање преку брана со оваа висина на брана, не ви треба надвишување. Има прелевање. Имаш. Во зимските периоди има прелевање Ако горе. имало прелевање, може да се очекува затоа што до 2000 година, од 86-та, па до 2000-та цела Македонија па и Балканот беше во сушен период. Значи, тогаш кога сме го мерале езерото, веројатно сме биле во некој сушен хидроложки период. Од 2000-та година наваму и сега годинава се уште сме во влажен хидроложки период. Само ќе ви кажам дека Дојран се наполни сам од природни, не од џавато система што се полни, туку од хидроложкиот режим. Така да и Подгоречко езеро веројатно си се наполнило така од природни атмосферски талази. Иако е така, тогаш и браната ви е во лоша состојба. Не е одржувана, се гледа, тоа е руина, грамада од камења, ама ви покажа слика како убава преграда е направена во, да речам, камен во Малтер, така, што еколошки се препорачува по сите принципи нели, за уредување на или реставрација на езера и на реки, може да се направи нова преграда, малку поцврста, што се вели, и повисока. Друго прашање моје, од страна на местната самоуправа, ако сме разговарале, сме дебатирале на неколку состаноци, значи рибите, како што претходно спомнав, имаат и позитивно и негативно влијание врз населението и врз целокупниот систем. Што да се преземе со рибите? Дали тие е добро да останат, колку се тие штетни, ваше мнение сакаме да слушнеме, порастителниот животинскиот свет, полноглавци, не знам како стручно ги нарекувате, претходно да ги затлува решетките, тоа беше позитивно, зашто рибите ги нам го намалија бројот на полноглавци, такво затлување на решетките немаме во последниве години. Но за жал имаме значи голем проблем со човековиот фактор, значи одат ловат риби, фрлаат ѓубре. Неодамна пред неколку месеци направивме една акција за собирање на тоа ѓубре. За жал собравме 14 целни најлони ѓубре. Го собравме тоа што е на површина пополу и на близина на водата, значи што можеме да земеме, али за жал има и во водата, значи цврсти отпаден материјал, кој што не успеавме да го собереме. Ваше мнение рибите, што е подобро во моментов, да останат, да се уништат ли? Тоа би требало Левко повеќе да даде коментар биологот, ама ако рибите
ви го нарушуваат квалитетот на водата за пиење, бидејќи Сега за сега не, пошто ние испитуваме водата секој месец, Па, ако не- за јавно здравје, волпите не покажува. Ако не го нарушуваат, не би требало да има проблем. Ако им е тоа автохтоно станиште за живење, би требало, нели, како екологисти да го чуваме тоа станиште и на рибите. А за да ги заштитите да не ги влегуваат во системот, така, што викате на решетките и така натаму, тогаш може Не, да... рибите не, за пологлавците зборуваме. За пологлавците зборуват. Да, тие ги Тие се- позатува решетки Тие да. се па и ситни, Да. не се крупни, не знам како да се... Може да пробам да додам нешто на Ајде. ова на професорката. Вашето прашање баш е интересно, затоа што до сега не мислев дека некој ќе помисли дека постоењето на рибите горе може да е лошо, покрај тоа што е добро за рекреација. Јас би рекол дека од постоењето на тоест од порибувањето горе, во моментот од Горечко езеро има повеќе штета него ли корис. Затоа што автохтоно не треба таму да има пастрамка. Некој веќе ја дода. Да, таа е интродуцирана и се работи најверојатно за калифорнијска пастрамка, која што не е воопшто автохтона за Европа. Ако не е автохтоно, тоа што може И тоа е инвазивен вид. Инвазивен значи ништи се што ќе мисли дека може да му е храна. Ако некојаш во езерото имало ракчиња, рибчиња, други, полноглавчиња, ларви од вилини коњчиња, било што, верувате дека тие се или пред исчезнување или веќе се исчезнати. Квалитетот на езерото не се гледа со тоа дали има вода и дали е таа кристално чиста. Квалитетот на езерото го дава неговиот еколошки статус, кој што видовте се пресметува по формула. Каква е неговата состојба како физички изглед, како коридор и каков е квалитетот на водата и квалитетот на животните или на капитатите или живеалиштата кои што се наоѓаат во и околу езерото. Така да ако ви гледате едно езеро или бара со вода, не можете од око да го процените нејзиниот квалитет. Затоа ви гарантирам дека ако некојаш треба да се прашат експерти што би требало да се направи за да се подобри квалитетот на водата и да се врати природниот изглед на езерото, кое што предпоставам дека сите тоа го сакаме, ќе ви кажат мора да се отфрнат рибите од таму. Со цел дел од ларвите што преостанале од тие животни кои што некојаш биле да се вратат повторно и на некој начин да се врати изгледот на езерото. Во моментот, не знам дали се размислува за тоа, но Јабланица, ако стане национален парк и ако управувањето на водите зависи од некоја стручна институција, верувате дека тоа ќе се случи и се надам дека некој локално риболовно друштво нема да се лути за тоа, затоа што калифорнијска пастрамка може да се ја купите во ресторан, а ако сте рибар, ваljda ќе ви представува предизвик да отидете на Дрим да си платите пастрамка или Охрид, не знам ако е дозволена. Така да, Значи, јас мислам дека професорка знае тај начин од нас Брдена, од Подгорчаните, има пред неколку години. Тоа не е значи природата. Проблемот е што калифорнијската има страшен репродуктивен потенцијал. Да. Значи, некој да се сетил во моментот да земе Охрид, значи таа по лоши услови, да речеме планински реки, или пакви езера планински, се трансформира во речна или планинска пастрамка, таа има многу слаб потенцијал за растење и многу послаб Многу брзо расте. репродуктивен потенцијал и на тој начин, значи, не би се случила она експлозија, значи, што се случи во Ливија, да ненормално се зголеми бројот и имаме ненормално големи примероци. Тоа е проблем. А ова со, да кажам, слабата свест за екологија на луѓето кои што одат горе, мислам дека овде треба или нешто да стои некој знак забрането фрлање од ѓубре или инспектор да оди горе да казнува, друг начин нема. Тоа е останало на свеста на луѓето, да кажам. Доколку експертите
Значи дадат конечно мислење дека таа е штетна повеќе него што е корисна. Можност за нејзино отстранување дали има? Има. Многу лесно. Пошто знаеме дека се работи за волата за водоснабдување, за пиење. Да, јасно ми е. Значи се Има врекува до специјални агрегати кои што се штелуваат да испуштат струја со одредена фреквенција, кои што ги зашеметува рибите, ама само тие риби. Значи се знае точно на која фреквенција пастрмката, калифорнијската пастрмка се зашеметува. Ја пушта таа јачина на струја, калифорнијската пастрмка се зашеметува, испливува на површина, со мрежи се собира. Тоа ќе е трајно што со икрите. А тоа ќе се прави од години, значи не може процес да трае така. Тоа е најлесниот проблем за решавање. Најтешкиот проблем за решавање е тоа што ние немаме сознание како бил квалитетот на езерото пред да се пориби. Ние не знаеме какви богатства имале. Еве најден е нов вид за науката и за Македонија, така? И за науката и за Македонија. Значи тоа не проценува богатство. Тоа го прави регионот одма поатрактивен за туристи, за научници, за испитување, за било што. Ако се дознае дека имало нешто многу ретко по езерото, и ако пак може да се врати, и можеме да играме и на таа карта. Што е побитно? Да имате пастрмка која што може да најдете у секој дуќан 200 денари, кило 250, или да имате нов вид за наука за цел свет, кој што може да привлече туристи. Не беше самата риба не беше порибена таму за рибен риболов, беше заради проблеми полноглавците. Имавме една зима, значи нас решетките не се тотално засмака. Моравме во зимски услови да се качиме горе да се одзат на решетките, немавме вода. Без сваќам. За секој решение, за секој проблем, верувајте, постојат многу решенија. Кој ќе го одбереме ние и како тоа ќе се одрази врз нас, зависи од тоа колку сакаме на проблемот да го пристапиме сериозно. Ако се најде соодветното решение, тоа верувајте дека проблемот ќе биде потрајно решен. Ако не се најде соодветното решение, проблемот ќе се повторува и ќе се повторува и ќе се повторува и само ќе инвестираме во празно, ќе инвестираме во празно, ќе инвестираме во празно. Така да, верувате, рибата не е решение за полноглавци. И, само што ќе го кажам, верувате дека, може би, заради полноглавците, Јабланица е чекор поблиску до национален парк. Заради полноглавците, не заради пастрмките, не заради цевките, заради полноглавците. Може би, тоа што тоа е некој вид на жаба која што се наоѓа на црвена листа на Европа, ја има само овде или само на Балканот и таа ние не цениме, а ја цени цел свет. А ние го гледаме како проблем. А тоа да ти било некој природно богатство. А тоа дополнително го извеште. Добро, толку од мене уште едно, значи да повикам дека ние местна самоуправа сме спремни за соработка, имаме и контакти со Ивана, така да стоиме на располагање. Благодарам. Повели реш? Беше Томаки. Решен Рафановски од Сдружение за образование и култура Мисија и активен екологист на Едатешкинец. Разборувавме за водите во езерата, изследавме сите предавања од професорката и таму го видовме тој графикон, каде што кажуваше кои месеци е да се дозволени, кои месеци се код. Оваа година Војкови беше вододелител и го наводувавме водата е наводуваме владека од овој дел. Меѓутоа, на почетокот на август, уште на почетокот на август се соочивме со недостиг на вода за вадење, за наводување. Додека на 200 метри од селото на патот кон Верчан имаме протечен извор наречен Марли. И тој има попостојана вода во текот на целата година и питка вода, отколку што има Млатицата Верчани. Млатицата Верчани во овој период дури се намалува и пресушува. А додека ова марлска вода, марлски извор, има во 12 месеци, според визуелното кој е проценување, постојана вода. Така да Војкови остана вододелител за наводнување на полето до 15 септември со марлската вода, што е питка, што има свој извор, и отколку со ова што имаше селската, што викаме езерската, која што од 1 август се соочи со недостиг на водата. За таа цел, во насока на алтернативно водоснабдување, во насока на дискусијата на доктор Аладин,
кои што на вистински постоја, може би е време уште од сега да се размислува за дополнителни резервоари за вода, која што ќе ја каптира на безбедно место таа вода, не да се затвори, не да се собере, да мислиме едностранно само за човечкиот фактор, туку да мислиме и за понатаму, таа вода да се искористи, кој што сега тече неискористена, освен за вадање. Освен тоа, соседното село Лапуништа, поради дисперсијата на граѓаните, на жителите на Лапуништа, поради големата надморска висина на ниската која на високата чуша, поради бреџестиот дел од двете страни. Значи, има, да речеме, сериозен недостиг на вода. Затоа, од друга страна, кај поштата во Лапуништа, на површина од 100 метри квадратни, има 5 истечни води кои што се постојани води во текот на целата Треба да се бара да расне капацитет на колектор и велешта е до колектор. То тука веќе се бе, ама не може. Некаде. Колку е капацитет? То е 120 за 120.000 жители. Проектирано. А скоро е без оно, што рекол, тие додатни води, веќе е повеќе. Имате ли вие некоја стратегија што понатаму? Или Наше министар има... треба се деси нешто, некоја хаварија, па да се реагира? Тоа е веќе, то тука се. И до хаварија. Тука, крајански дете со две татковци и постани пресирали. Струга, овде, струга и тука и кухаđето. Во ред е забележан е вашиот коментар. Ние секогаш по овој проект сме поканувале луѓе кои што работат или во Проаква или кои што работат со водоснабдување во регионот. Изгледа и тие немат некоја моќ и влијание да променат нешто, иако се директно вработени или стопанствуваат со тој капацитет. Не знам кој е над Проаква. Дали е Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство? Значи, општините... Аха, во ред, тогаш ќе треба да се размислува како ова Тоа е под Проаква. до градоначалници, да и на некој начин да пробат и тие да најдат решение. Затоа што тоа што го кажа професорката, дека пари имат достапно преку Швајцарска, Јапонска, Норвешка влада. Сите тие три држави, безброј пати имам слушнато дека донирале пари за решавање на проблем со или водоснабдување или канализациони проблеми. Така да, дали фали капацитет за да се напишат тие проекти? Дали на некој не му е дојден проблемот до нос, па не го чувствува? Не знам кој е проблемот, важно ќе мора систематски да се решава и да се седнат на маса баш оние луѓе кои што се задолжени за ова. А предпоставам дека тоа се општини. Дали уште некој бар разбор? Не се јави за дискусија? Повеќе. Судија Изидиус се викам, да не знаат. Само кратко сакам да се надоврза на излагањето од професорката во врска со мониторинг станиците, барем до денес, за жал, во целава наша околие која гравитира конкурентната Јабланица, барем јас не знам за постојачки мерни станици. Не зборам сега во ова прилика само за мерење на водостоите и температурите кај глацијалните езера, како што спомнаа почитуваната професорка, туку сметам дека е потребно и на дел од реките кои што се поинтересни, барем во овој момент, да се постават мерни станици, кои би мереле, ќе ви спомнам, да речеме, на Брајчинска река има мерна станица и баш ги користам тие податоци, статистички од 1960 до 2000 година, 40 годишни мерења, секоја година и месечни и годишни. Не само температури, средни протоци на вода, ранов, врнежи, количество, сето тоа. И верувајте, од таа база на податоци, обично се даваат во УХМР во Скопје,
верувајте дека само со тие три податоци толку сеопфатни анализи може да се направат за актуелната состојба, за балансот на хидрографската мрежа и воопшто на водните ресурси, што е многу би послужило кај нас сега, пошто збориме за водата, езерата и двата изворите на Јабланица, да имаме барем неколку такви станици, не само кај глацијалните езера, туку и кај поважните реки, да речеме Беличка, кај Долни Утек и Модричка може, Лабуничка може, со кое што би за почеток би направили една база на податоци, хидроложки податоци, кои што понатаму би послужиле за една сеопфатна анализа и доаѓање до идеја што над постоечките резервари и да изграделе горе. Сега немаш овој разговор. Не, убаво е што слушам дека и само критика има кај вас, така? Да имаме, ние немаме соодобници, тоа е проблем. Да, ама сепак одлуките не се до вакви проекти на еколошките друштва. Ние само вака да ви кажам, да не сватите дека и овде све е црно, не е толку црно. Ние си имаме и сами. Нито рекохме дека е црно проектот, не рече малку си само имаме назад. и граѓаните општо, зашто представуваме граѓани, имаме вина, си поставија луѓето готовани, оди во продавница, купи си, јас работам лекар, но викам, соберете малце коприва за слабокрвност, викам, ќе купам чај во аптека, разбираш? Аби копривата ти е без пари и по-квалитетна ти е. Значи, болесно ни е во маркет да појме да купиме нешто, па и водата велиме, нека ни дојде на чешмата, па ќе платиме, не на фрли. Значи, мора сите да се вклучиме едноставно да... И се она препорака, зати сега знаете, препораката што ја нема во проектот е, ви советувам подитно, значи сите заинтересирани, дали ќе оди преку еколошките друштва локални, дали ќе оди преку местната заедница, да побарате или да аплицирате или контакти да направите со канцеларијата на Обединетите нации и програмата за развој. Таа многу проекти води, особено проекти кои што можат со тие фондови да направат барем мониторинг мрежа. Значи барем тоа да ви се набави со тој проект. Преку канцеларијата UNDP во Скопје, контакт персона е Димитрија Сековски, Ивана веќе го знае. Можете, тој е проектен координатор на големи проекти, големи фондови се, и ако не друго, барем мониторингот ќе се обезбеди. Ќе се купат вододерни реки, ќе се купат ливни градски станици. Тоа го направи тој проект за Прешманскиот регион, тоа сега го прави за Струмичкиот регион, и ако не друго, барем се подобрува мониторингот и се создаваат услови за пилот проекти за интегрирано управување со регион. И пак е локална власт, дали се локална власт. И па се... А може ли исто мониторинг да се инициира преку државни органи, што се задолжат облигација, што им е тоа да Ја ви кажа, по 160 нема буџет, управата за хидрометеоролошки работи нема буџет, и поставените хидроложки станици да ги одржат. ги намалува, 50 само се во... Значи таму безцелно би била иницијатива таква. Кога ќе барате од државата пари за мониторинг, ќе ви рече, ај, имате швајцарска агенција за развој, имате UNDP, ве се насочува таму. Е сега и кога ќе ги добиете тие средства, еве како римски станиците, бидејќи нема управата да ги одржува, ги добила гратис, така, донација се. Ама управата за хидрометеоролошки работи нема пари да ги одржува. И тие ги немаме сега. Или се украдени, или се уништени, или не се во функција. Значи, а вие тука ќе се организирате, ако нешто ќе се воспостави, сами сте си, малку сте, така, не се подобилате на вата, кај што малку мало слага е. Овде ќе го завршам официјалниот дел, ви благодарам на сите што бевте овде, што имавте внимание да ни слушате што имаме да кажеме и препорачаме, тоа што ни дадовте ваше размислување, ќе го прифатиме тоа сериозно. Ќе останеме во комуникација и во контакт, затоа што следат уште вакви работилници. Следната може да биде во соседното село, не е проблем овде да се појде од село во село, така мислам дека овие трибини се отворени, може слободно да присуствувате на нив, така да
да бидеме нели да останеме добри и да се видиме на некоја од следните трибини. Ви благодарам уште еднаш и повелете на коктейлот или на закуската да се одмориме се малце од говорење, да, дискусијата и малце